Инфлацијата не престанува да расте. Во мај се зголемила за 12% споредено со истиот месец лани, објави државната статистика. Најмногу поскапело маслото за јадење, за речиси 40%. Граѓаните одвојуваат 21,5% повеќе за леб, 16% повеќе за млеко, сирење и јајца, 13% повеќе за месо. Зеленчукот во мај бил поскап за 18,5%, а овошјето за 11,5%. Општо кај храната има зголемување на цените за 17%, кај енергенсите за 8%, но рекордно поскапел транспортот за дури 24% поради скокот на цените на горивата. Цените во рестораните и хотелите пак скокнале за речиси 11%. Додека граѓаните и фирмите кубурат со пари поради поскапата живеачка, владата ги укина старите, но не донесе нови антикризни мерки за заштита на стандардот. Тензично беше денеска и во собранието, откако претениците од власта не дозволија расправа за поднесените предлог закони на опозицијата за намалување на акцизата и ДДВ на горивата и основните продукти. Претеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија не се откажува од можноста да им помогне на граѓаните и веќе на утрешната седница повторно по итна постапка ќе побара овие два закони да се разгледаат во надеж дека ќе се вразумат претениците од ДУИ и СДС. Доколку нашите предлози заглават во собраниските лавиринти, ќе побараме и амандмански да се интервенира во ребалансот со цел намалување на цената на горивата и ДДВ за основните прехранбени производи. Бизнис секторот незадоволен бидејќи владата не излезе со помош за компаниите. Првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески алармираше дека фирмите имаат сериозни проблеми поради превисоките цени на струјата, тешко работат, а на некои им се заканува затворање и отпуштање на вработени. Побара во фокусот на владата да бидат фирмите, а не граѓаните. Порача дека енергија мора да штедат сите, и државата, и бизнисот, и населението. Значи сместат потрошувачката си најд механизам државата да ја намали за 10 до 20%, а да ја зголеми нивото на продуктивноста на електричната енергија во нашиот систем под раководство на ЕСАМА за 20%, да се дозволи реструктурирање на целиот енергетски систем, раководењето во држава по принцип на јавно-приватно партнерство, за да може во контролата на партизираните институции да влезат и други луѓе кои што ќе го спречат тој процес. Експертите веќе предупредија дека инфлацијата дополнително ќе се зголеми во јуни, бидејќи месецов сек на антикризните мерки, па цените драстично скокнаа нагоре. Трговците пак ја искористија состојбата за да си пресметаат енормно високи маржи на грбот на граѓаните. Владата најави инспекции и листа на оние кои се обидуваат нечесно да заработат. Аналитичарите очекуваат галопирачки раст на инфлацијата од 15 до 20% годинава.